Кенан беше, како да речам, затоа и го нарекуваат легенда. Тука разни генерации имаше. И дури се распоредува. Да речеме до 25 години, каде бе пред Кенан, кај Кенан. Тука имаше многу запознавања, имаше разведувања, има и тажни и весели моменти, ме разбирате? Кенан беше сквер во тоа време и се уште. Кога ќе речете Кенан, веќе сите знаат. Пред дуќанот. Јас сум Асал Џулџеман. Правото име ми е Џулџеман. Сите ме знаат како Кенан. А Кенан е татко ми. Мене ми е фирма. Сега младата генерација тоа не знае, меѓутоа еве ја потврдувам дека е така. Кенан го знаат цела Македонија. И затоа велам да нема забуна, јас сум синот, наследникот на Кенан. Многу ми е битно што традицијата остана, продолжи, работиме нормално, не сме страдни, не бараме од никој. Знаете, во ова време падна све. Ние обстануваме. Значи, со поштење, култура, квалитет и така, и барани сме, се уште. Знаете, од таа година, да речеме, од 59-та, ова гигантија фабрика, што е ли е? Ми вели, малечок, ти ќе напуштиш? Не, бе, викам, како се добро, јас се прилагодив сега. Со луѓето сум близок, амо таму. Јас што ти кажувам, ти си удуќа назад. Додека сум жив, ја долго нема да живеам. Да се вратиш, додека сум ја. И името не смееш да го менјаш. Кенан останува фирма, луѓето нека мислат дека ја се уште трчам на пошта. И ја тоа го задржам, наследив, еден ден има, нели, за пријавување. Од тамо овде, пријави, средив и ден денес еве дуќанот Кенан остана и продолжува и така. Само велеше, припази и мене ми објаснуваше, муштеријата, луѓето како чашаш. Ако падне чашата, се скрши, ти не можеш да ја составиш. Да припазиш што правиш и да го задржиш и името, и работата, односот, културата, се така просто. Многу занаети пропадна. И ги нема пред веќе умира. Да знаете, ковачи, да речеме, чашијата. Меѓутоа, ова е карактеристично и не може секој да го прати овој занает. Мене компјутер не ми треба. Ја гледам бојата, идентично ќе ја донесам пола нијанса до тоа што барам. Земете сега у обзир од овде негде е баш вака. 10 корака. Ако изброиме, ево, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еве тука. Тука е дуќанот. Гледајќи, сега се посеќам на моите стари денови и воздухот што го дишев тука. Секогаш бев тука,
тука пораснав на ова место, работејќи, учење на занаето, школото, движењето на живото, за да дојдеме да пркнеме до ова. Тоа е тоа. И малку е тешко, кога ќе навикне човек, тоа е. Што да правиме? Али во секој случај, традицијата продолжува, ние работиме, идеме понатака, не прекинавме, тоа е многу битно. Да може понатака да авторитетот да го сочуваме, да има работа, да има леп, да има, знаете како, фамилијарна, естовска работа, ова е тоа.